Посетата на грчкиот премиер Алексис Ципрас на Русија в среда и четврток ги зголеми шпекулациите дека е можно формирање ново сојузништво. Тоа особено откако Атина се најде под зголемен притисок од западните кредитори да ги продолжи реформите и покреветувањата што Ципрас ги даде за време на изборите. Грчкиот министер за финансии Јанис Варуфакис изјави дека Грција се решила на дипломатска рамнотежа. Тоа според него значи дека грчката криза мора да се реши во рамките на европското семејство и оти при тоа сосема друга работа биле односите на Грција со земјите надвор од Европската унија. Сепак ваквото негово гледање на ситуацијата не е во согласо со сегашната политика на европските партнери, кои, поради украинската криза, избегнуваат да ја посетат Москва. Премиерот Алексис Ципрас ке се состане со рускиот председател Владимир Путин и со премиерот Дмитрий Медведев на разговори, како што е објавено од кабинетот на грчкиот премиер за стопанска и трговска соработка, за инвестиции во енергетиката и туризмот. Во Москва веќе престојуваше шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас, и тоа само 3 недели по победата на радикалната левичарска партија Сириза на изборите одржани кон крајот на јануари годинава. Иако сите грчки влади добро се однесувале со Русија, според оценките на аналитичарите, овој пат не станува збор за обични дипломатски односи. Председателот на Европарламентот Мартин Шулц деновиве изјави дека Ципрас не би требало да ги вознемирува своите европски партнери со тоа што ја доведува под прашалник едногласноста на Европската унија во ставот спрема Русија. Некои аналитичари, како Константинос Филис, директор во Институтот за меѓународни односи во Атина, сметаат дека станува збор за своевидна тактика, а не за некаков дипломатски пресврт на грчката влада. На Грција е потребна Европската унија, а на Русија и треба Грција во унијата и во НАТО за да стекне поддршка додека е под критики и под економски санкции, смета Филис, кој додава дека Грција во Русија пак гледа како дополнителна карта за својата дипломатска игра во која може да се покаже како земја со многу сојузници. Затоа, според аналитичарите, грчката влада сега била растрчана по Европа, Соединетите држави и Кина. Американското министерство за финансии по вчерашниот состанок со грчкиот министер Варуфакис повторно ја повика Атина да состави програма на реформи која заслужува финансиска поддршка на нејзините доверители. Претходно, Варуфакис во Вашингтон имаше состанок со Кристин Лагард, шефицата на Меѓународниот монетарен фонд, кој е еден од грчките кредитори. По разговорите беше соопштено дека Грција до крајниот рок четврток ќе му исплати на фондот дел од долгот од 460 милиони евра.